Добро утро Искра до тебе и до сите гледачи на Добро утро. Секое утро, како што спомена и ти, ова утро ве поздравуваме од улица Македонија, каде што токму од денеска па се до сабота сите граѓани на Република Македонија ќе имаат можност да ја посетат оваа манифестација, денови на пролетниот мед или пролетни денови на медот и да дојдат тука и да си купат не само мед, туку и останати производи кои што се од пчелите. Да, ќе разговараме во продолжение секако со пчеларот и со еден од организаторите на оваа манифестација, Христијан Аврамовски. Секако тој подетално ќе ни каже за тоа колку често луѓето доаѓаат и се интересираат за тоа како се одгледуваат пчелите, колку е битно значењето и употребата на медот во нашата секојдневна употреба, но и секако се што ќе може да се најде во овие 3 дена токму овде на улица Македонија. Христијан, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро и уште еднаш честитки за оваа успешна организација на манифестацијата Пролетни денови на медот. Добро утро и од мене до гледачите на Алфа телевизија. Воедно еве да ги поканиме да дојдат да си пробаат природен македонски мед кој е од цела Македонија овдека. Ќе имаме 15 излагачи од целата република, значи. Оваа манифестација, како што напоменавте, ќе трае 3 дена, почнувајќи од денеска до сабота. Ќе може секој да се купи природен мед од пчелари кои се докажани со производство на добар природен квалитетен мед од цела Македонија. Да, Христијан, велите природен мед, често пати граѓаните се жалат и сведоци сме дека медот го мешаат со некои останати благи сирупи со вкусови. Како да се едуцираат граѓаните, како да препознаат дека еден мед е природен? Видете, самиот мед, значи природниот мед не може со ништо да се замени. Тоа е нешто што само може да го има природата. Сега имаме ние пчелари, конзументи на мед кои знаат вистина што е природен мед и кои ќе го пробаат они на друго место и кажуваат дека има неквалитетен мед, значи тоа е, пак ќе кажам, од една страна ние го докажуваме тоа како производители, дека како произведуваме медот природно и дека е природен медот и самите потрошувачи се уверуваат во тоа. Така да пак ќе кажам едно нешто, дека секој конзумент на мед или потрошувач на мед треба да си има еден пчелар кој ќе му верува и ќе му биде како матичен лекар, што викаме ние пчеларите, значи кои ќе имаат доверба меѓу себна. Еден со друг. 20 години, 20 манифестации се имаат одржано за денови на македонскиот мед, но на она есенска манифестација, оваа пролетна манифестација се одржува по втор пат и тоа токму по барање на граѓаните. Така, да, оваа манифестација Пролетни денови на македонскиот мед се одржува по втор пат во организација на пчеларското здружение Матица. Значи тоа беше побарање на граѓаните за да бидеме пчеларите, за да бидат поблиску до нив и да има од каде вистина да се запознаат со повеќе пчелари, да си купат поразновидни медови, значи од цела Република Македонија, кај што има, например, од Берово, од Охрид, од Кичево, од Прилеп, од Битола, од секаде имаме пчелари кои стварно секој мед си е различен на свој вкус и е природен мед. Да, како удеше продажбата од есенската манифестација која беше кон крајот на месец септември до сега? Како оди продажбата на медот и колку е пристапна цената за луѓето и за граѓаните на Република Македонија? Со оглед на тоа дека имаме покачување на сите цени, значи медот си ја задржа реалната цена, дури можеби да кажем и пониско од реалната цена, бидејќи производството на мед се помалци го има, но гледајќи ги сите работи во државата, природниот мед секогаш си го наоѓа местото. Верувате, значи потрошувачката е многу добра, зашто луѓето препознаваат веќе што е природно и што е здраво. Значи секој сака да си има еден, ќе кажам пак, пчелар, пријател, кај што ќе му верува да си купи природен мед. Било кој да е, само да му е пријател и да верува во него дека произведува природен мед. Имате ли утврдена цена како организација
по која цена ќе се продава медот во овие 3 дена, токму овде на манифестацијата Пролетни денови на македонскиот мед? Да, цената си останува иста, 600 денари, како што беше и на есенскиот, значи цената мислиме дека е пристапна за секого, така да производството, пак ќе кажам, на мед е многу намалено, природата ни не сака да ни изненади, да ни даде повеќе мед, значи тоа е, ние продолжуваме со пчелите, продолжуваме да работиме и пак продолжуваме да им бидеме на граѓаните пристапна да им биде цената, за да може вистина да се купи некој природен мед и да конзумира природен мед. И тоа нас не е и целта. И на оваа организација и тоа е целта, значи да се доближиме, да бидеме до конзументите за да имаат од каде да најдат да се здружат со некој пчелар или да си направат пријателска врска кај што ќе понатака тоа продолжи со години. Како што трае, кажавте, есенската манифестација, скоро 20 години. Христијан, какви се сегашните услови за пчелите и колку може да предвидиме каква ќе биде оваа година за пчелите и колку ќе имаме квалитетен и добар мед? Сега значи условите се повеќе од одлични, загуби на пчели речиси и да нема, по 5% на некој, немавме зима, имаше поголема потрошувачка на храна во кошниците, така да пчелите се во добра кондиција, се надеваме дека ќе задржи убаво време и дека ќе биде оваа една од успешните години што ги чекаме веќе 10 години поред. Да, вие веќе 20 години сте во љубов со пчелите и ги одгледувате, нели, пчелните семејства. Каде ги чувате вашите пчели, односно од каде потекнува токму вашиот мед? Да, нашиот мед потекнува од селото Долгаец, тоа село е меѓу Македонски Брод и Прилеп, значи во една падина на планината Даутица на 650 метри надморска висина, така да од таму иселиме пчели кога ќе имаме поголем обем на паша, бркајки низинска паша, да имаме и ливадски мед, таму е шумски повеќе медот и го работиме тоа со љубов. Да, дефинитивно за да обстојат и да преживеат, нели, пчелите, потребна им е голема љубов од оној кој што ги одгледува, но кој дел од вашата работа најмногу ве исполнува? Па мислам секој пчелар го исполнува кој ќе ги види пчелите дека се во работно расположение, кој ќе отиде кај нив и кој ќе види дека стварно они работат и тоа што го направил они дека дојдат да работат, да носат нектар, да речеме, од природата, мислам дека секој пчелар е најсреќен кој ќе отиде да испие едно кафе и да ужива покрај нив. Да, обично, нели, пролета секогаш ни е сезона на алергии, пред само 2 дена, нели, ни дојде и пролета. Кој е вашиот совет, еве, колку треба мед да се овој период и дали може би да предизвика алергии медот? Не, медот, значи, не може да предизвика алергија, зашто медот дури може да спречи алергија, бидејќи ако внесуваме ни преку зимата мед по една лажица, секој ден тоа е од 20 до 30 грама, зависи од килажата на човекот, значи, самото тело нас ќе ни направи одбранен систем од секакви алергии. Значи, ние кога ќе немаме контакт со алергија, не можеме да изградиме антитела за да се браниме од алергија. Можеби еден од да кажам, причините и тоа што не сме навикнати баш на здрава храна, па и на мед да конзумираме колку што треба. Една супена лажица, 20 до 30 грама сосема доволно. Дневно да се користи, бенефитот е многу голем. Да, покрај тоа што сте 20 години, нели, пчелар и одгледувате, нели, односно создавате мед благодарение на пчелите, што се останато може да се најде во вашата палета на производи, што се ќе можат да најдат, да дојдат, да вкусат, да пробат, да дегустираат, но и да си купат посетителите на оваа манифестација? Да, овдека може све, значи, да се најде од матичен млеч, од перга, од полен, од прополис, од пчелин восок, буквално све што постои од пчела, па дури има некои колеги што продаваат и пчелин отров, значи све може да се да прашаат, да се едуцираат околу тоа ако се заинтересирани, да ми се објасни, да им се каже што треба, како, значи сега во овој момент, значи матичниот млеч повеќе за тие алергии што ги кажавте, да се користи малку имунитетот да не биде повисок, исто многу прашуваат, доаѓаат, значи заинтересирани се луѓето за да имаат бенефит од тоа, да бидат здрави. Која е пораката која што сакате да испратите токму со денови на македонскиот мед? Па порачувам, значи, сите конзументи на природен мед кои се во можност да дојдат, да не посетат, да видат, значи да пробаат, да вкусат природен македонски мед. Христијан, ти благодарам за одвоеното време. Ви посакувам уште една успешна манифестација, да имате, да се запознаат и да се едуцираат, нели, граѓаните од цела Македонија за тоа со какви се видови на мед имаме низ пределите на нашата плодна и убава Македонија. Благодарам и на вам.
Да ќе ве поканеме уште еднаш да бидете дел од денеска па се до сабота до 25 март да ја посетите улица Македонија и секако да си вкусите, да си пробате некој од сите оние работи нели кои што ги создаваат пчелите покрај мед, како што спомена и Кристијан, тука може да се најде и сите оние останати работи кои што ги произведуваат пчелите, како прополис, но и може да си најдете и вкусен и високо квалитетен матичен млеч. Алберт Ајнштајн кажал дека доколку изумрат пчелите, за само неколку години ќе изумри човештвото, така што да не ја загадуваме природата, да оставиме нели да имаме природен и високо квалитетен мед кој што ќе ни го создаваат пчелите.